Одиме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, одиме понатаму со денешново издание на емисијата Дневна соба. Со моите гости ке поразговарам кои ни доаѓаат од Бугарија, кои ни доаѓаат од главниот град на Бугарија, Софија. До мене е Боби и до него е Бисер, и двајцата на Б од Бугарија. Така. Тие се членови на Врабевски супер бенд, бенд кој вечерва ќе настапи во нашиот град, во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Добар ден, добре дојдовте во нашиот студио. Добре заварили. Како се чувствувате во Струмица? Прв пат сте во Струмица, прв пат сте во нашава земја? Да, в Македонија даже. Така? Многу ни харесва, супер град, многу млади хора, многу красиво. Просто сме многу впечатлени. Многу чист воздух и многу хубава храна. За чист воздух тоа не знам, не е баш така, ама добро. Значи, Боби ни рече дека е многу убав град, убави луѓе, впечатоците се прекрасни, јас морам малку да преведувам, таков е редот. На Боби му се допаѓа Струмица, а на Бисер претпоставувам многу повеќе му се допаѓа Струмица, заради тоа што доаѓајќи наваму во телевизија, ја видел сладкарницата Бисер и тоа му оставило голем впечаток. Така ли е, Бисер? Апсолутно. Така? Сега след концерта даже сакам да опитам малку торта, Добро. паста. Да, Бисер сака после ова интервју да оди во сладкарницата и да проба малку торта и други некои сладки работи. Ајде кажете ми, вие сте членови на Врабевски супер бенд. Боби е пеач. Аз сам основен певец, да. Така. А Бисер е Китарист. гитарист. Соло китара. Соло гитара, така ли? Точно така. Добро, како дојде до тоа вие вечерва да гостувате во Струмица? Како дојде до таа соработка? Таа идеја е на доктор Милен Врабевски од доста време. Тъй като ние започнахме едно турне в България, което продължи, може би, месец в различни клубове свирихме в България. Различни градове. В различни градове. Така. След това той предложи да направим концерт в Струмица, като последен от този кръг от концерти, които ще бъдат от този цикъл от турнето. Така, само да кажам, значи тоа било идеја на доктор Врабевски, по кој и бендот носи наслов, нели? Тие имале турнеа низ Република Бугарија во повеќе градови, во повеќе клубови и сакаат таа турнеа да ја завршат, практично да ја заокружат со настап во Струмица. Точно така. Като естествено желанието на доктор Милен Врабевски, който е основател на Intelligent Music Band, да го кажа. Така. И композитор на всички песни, които И текстописец. И текстописец, които всички хора в Струмица ще чуят и ще видят до вечера на концерта. Така. Неговата идея е точно преди тези хубави семейни домашни празници да направи един подарък на всички хора в Струмица с един безплатен концерт в културния ви дом. Така. Значи идеята на господинот Врабевски, значи шеф, практично той е директор, шеф, точно така. Автор на песните, той пише текстовете. Така. Значи той ги пишува и текстовите, и музиката за песните кои вечерва ќе ги видат оние кои ќе го посетат на Националната установа Центар за култура Антон Панов. И тоа ќе биде еден подарок, празничен подарок за струмичани кои ќе можат да дојдат на тој концерт кој е бесплатен. Значи... Абсолютно. И още нещо да кажа, ще могат да получат компакт диск с албума, който представя. Подарък, пак, който е записан вече от нас и от световно известни рок звезди, рок музиканти, като Саймън Филипс, барабанист на група Тото, Рони Ромеро, певец на група Rainbow, Ричи Гризман, певец на група Riverhound и други такива. И тие ги има на тоа, носачно. Значи вечерва сите тие што ќе одат ќе можат да набават нели и носач на звук CD од самиот бенд и од познати имиња кои беа спомнати сега. Добро, се плашите ли од тоа дека концертот
Дали ќе помине како што треба или нема да помине како што треба, со оглед на тоа дека денес е петок 13. Това е моята дата, понеже аз съм роден в петък 13. Навистина, браво. Да, и се мисля за щастлив човек, така че... Добро, значи тоа е датата на Бисер, тој е роден во петок на 13, а сепак е среќен човек и да си ми среќен цел живот. Мерси. Така. Музиката со која се занимавате е рок музика, така? Да. Колку во Бугарија има интерес за рок музиката? Рокот е се уште жив, така ли? Както не само в България, и по целия свят. Добро. Даже аз мисля, че по целия свят рок музиката е една от най-успешните музики. Сега, за България не е много лесно да свириш рок музика и да привличаш хората, но имат истински ценители, към които е насочена нашата музика. Те, които го обичат, те си идват и ни ръкопляскат и се кефят, после говориме си. Има фенове наистина истински на тази музика. Значи Боби вели, рок музиката е недобрата музика. Това е нашата има музика. во цел свет, тоа е квалитетна музика и јас се согласувам дека е тоа така, но тешко е во Бугарија да се занимаваш со таа музика, бидејќи има многу видови музики. Се надевам дека не гледате дома Планета телевизија, нели? Не, таква музика не уважавам. Меѓутоа има сепак љубители, луѓе кои ја ценат таа музика и тоа е добро и ќе ги има и понатаму. Добро. Со што вечерва вие ќе се представите? Како ќе изгледа еден ваков концерт? Колку песни, колку тоа ќе трае? Имате и гости вечерва? Ами, концертът ще започне от 8 часа. Да, во 20 часот ќе започне концертот, добро. Започне концерта. В него ще представим последният албум на доктор Милен Врабевски, който се казва Sorcerer Inside. Албума 12 песни са вътре в албума, които ще изпълним абсолютно на живо до вечера. Супер. Друго какво да около кажа? Час. Около час и малко продължава концерт. Час и 15 минути, час и 20 минути. Доволно, да. Да, продължава концерта. Не е много дълъг, не е много кратък. Подходящо време за публиката, да не се отекчава, да е хубаво за публиката. Така. Значи, вечерва сите они што ќе одат на концертот на Врабевски супербенд, ќе имат можност да проследат концерт во трајање од час и 15 минути, на кој ќе бидат представени песните од најновиот албум на доктор Врабевски, кој е текстописец, како што веќе рековме, автор на музиката. И продуцент, много важен. И продуцент на сите тие песни. Јас се надам дека сите ќе уживаат во тој концерт. Прашањето ми беше, имате ли и гости? Да, јас колку што знам, има наша гостинка. Ваша страна, Весна Спасова. Младо момиче. Добро. Ще пее. Ние ще се запознаеме с нея, още не сме се запознали. Така ли? Да. Јас Весна Спасова ја познавам. Весна Спасова е од Новосело, ако не се лъжам, не е струмичанка, ќе ни дојде. На половина пат тука, кога се оди кај Бугарија, таму е и Новосело. Весна Спасова е одличен вокал, многу младо девојче, но многу талентиран. Јас се надам дека ќе уживате и во нејзиниот настап, како и таа во вашиот настап. Колку време постои бендот? Ами, бендът съществува от, може би, една година. Само, съвсем нов е бенда. А пък, иначе доктор Милен Врабевски, той се занимава с музика, издава музика от много време. Това е четвърти албум, да. Това му е четвърти албум, който ще представим сега. Но в последната една година той реши да направи група, с която да представя музиката си на живо. От едни от най-известните музиканти в България. Всички музиканти, които са в групата, са много известни в България. Затова е супер бенд. Затова е супер бенд. Добро, значи Врабевски супербенд е бенд релативно нов, само една година постои.
господинот Врабевски имал 4 албуми досега, но ова е прв албум со овој бенд што го има. Инаку во самиот бенд членуваат многу познати и многу признати музичари од Бугарија и јас се надевам дека ќе биде тоа навистина убаво доживување за сите. Добро, ако е ова 4-ти албум негов, предходните 3 кои ги исполнуваа? В предходните 3 албума ние двамата не участваме в предходните 3 албума, но мисля, че в предния албум, в третия албум, пак ко-продуцент е Саймън Филипс, барабаниста на Тото. Но певци пак от световен мащаб. Да. Джон Уолтън, от Юрая Хип, да не пропусне Джозеф Уилямс, пак от Джозеф Уилямс от Тото група. Значи ли дека оваа музика која ја промовира, која ја прави господинот Врабевски е позната и надвор од границите на Бугарија? Се вртат ли тие песни и надвор од Бугарија? Да, ги има ли на топ листи некакви? Казват ни, има албум го има скачен в Spotify и така нататък. Интернет. Казват, че има интерес, има доста изтегляния, има доста купувания на MP3-ки, на официални албуми и така нататък. Това са световно известни музиканти. Това са световно известни имена, които влачат след себе си целият проект. Значи, това е збор за познати, светски познати имења од рок музиката, кои ја свират таа музика, нели? И се познати и надвор од Бугарија. Добро. Доктор Врабевски, тој е по занимање доктор? Да. Той е завършил Ти може да биде доктор на науки, да кажеме на... В медицината, той си е завършил доктор, да. Така, интересна работа. Но с много големи интереси в областта на музиката. Той свири на пиано, на китара самият, композира. Значи доктор Врабевски свири на повеќе инструменти, инаку е доктор по медицина. Да, но бизнесмен, иноватор, предприемач, собственик на една от най-големите, може би най-голямата в Comac Medical научно-изследователска фирма, също и основател на фундация Българска памет. Той е с много дейности. Значи станува збор за сестран човек кој се занимава со повеќе дейности. Много интересен човек. И секаде е успешен, така? Да, много, да. Браво. И е само на 50 години. Само на 50 години. Јас би сакал да го запознам тој човек. Доаѓа вечерва? Да, ще се запознаете. Одлично, добро. Штета што не го донесовте и него да си поправиме муабети со него. Още не е пристигнал. Да го прашам нешто интересно, па да ни каже нешто интересно за себе. Добро. Ајде малку да запееме заедно. Што ќе биде тоа? Какво да ви запееме? Боби една. 3 и... Gonna find what I must needed then. Gonna find what's on my mind, and I see if I keep searching, there are always things to find. Мајсторе, тоа беше генерална проба за вечерва. Малку со грлото имаш проблем, се надам, не е тоа до струмичкиот воздух. Како поминаа концертите пред тоа? Значи имавте турнеја низ Бугарија. Колку имаше интерес за тие концерти, како помина, колку сте вие задоволни? Интересът беше много голем, защото в самата група има първо много известни лица на българската публика. Добре. И хората идваха, 50% идваха заради това на концертите да видят толкова известни музиканти и добри музиканти, какво ще направят, какво ще свират на сцената. И цялата тая цялото това нещо ни донесе успех на целия проект. Малко по малко започнаха и доста хора. Навсякъде, където сме били, е било винаги пълно. И така има интерес. Харесва музика. Значи, секаде къде што било полно, луѓето доаѓале заради тоа што настапувале познати и признати музичари, но и песните се надевам дека им се допадали и излегло на крајот дека тоа е успешен проект и бидејќи вечерашниот концерт е ставање точка на тој проект, јас се надевам и вечерва ќе биде успешно. Биде избухване. Така. Доаѓа 2020 година, што имате во план во оваа година? Значи, предстои нов албум, пети албум. Пети албум, юбилеен. Пети албум, Live Motion, който ще представим с едно турне, което вече и в Европа.
част от тези музиканти, както казах, Саймън Филипс, барабанист, Рони Ромеро, певец и Ричард Гризман, певец, и ние също целият бенд в София, Варна и Пловдив в България, също така Амстердам в Холандия и Кьолн в Германия. О, ке шетате малко, супер. Малко ще се разшетаме. Супер, значи следува во 2020 година нов албум, пети поред юбилеен, во кој ќе настапат повторно квалитетни музичари, ќе настапат, ќе биде промовиран во 3 градови во Бугарија, во Бугарија и потоа и надвор од Бугарија, ќе биде тоа интересно. Јас се надевам дека ќе наповикате да снимеме една репортажа од таа ваша промоција на петиот албум и малку да се дружиме со вашата музика. Јас ви благодарам што бевте гости во нашево студио, во емисијата Дневна соба. Ајде заеднички да ги поканиме сите. 20 часа од Национална установа Центар за култура Антон Панов, голема сала, вражески супер бенд. Влез безплатен. Ще има кетеринг. Ще има и кетеринг. Много благодарим, Георги. Ви благодарам, почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава, се одјавуваме со песната на денот.